Добар ден, драги гледачи. Почна и дојде и најубавиот ден од работната недела. Барем мојот наомилен и најубав ден. А Тина? Така, и за мене е одличен денот, особено терминот кога стартува црвена линија. Па, на самиот почеток да ве подсетиме зашто ќе дискутираме денес. Наактуелно е секако предупредувачкиот штрајк, кој пред неполни 2 часа е прекинат, а го има токму денес матичните лекари. Прашањето до вас ни е што сметате вие, ќе се почитува ли договореното или ќе останат хроничните болни без рецепти, без упати и секако без прегледи во време особено на пандемија? Да, а тоа не е се и денес ќе имаме тема плюс која гласи зголемување на пензиите. Дали треба на ниските пензии најмногу да се зголемат или ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677 да ни кажете ваше мислење. Така, нема да заборавиме дека оно што секако не се менува во црвена линија е анкетите, па така ќе објавиме и денешната анкета. Кога веќе зборуваме на тема плюс, Тео се надевам дека е подготвен. Анкетата гласи: дали треба најниските пензии најмногу да се зголемат? Она што треба да направите е да гласате со да или не. Така, а сега можеме да го видиме прилогот што нашата колешка Катја Вутринска разговараше со заменик председател на Сдружение приватни матични лекари и да видиме да ги слушнеме неговите одговори, односно на докторот Мевлудин Куч, за кои беа нивните барања утрово. Ние сме 360 и колку дена посветени на пациенти, па валјда би требало еден ден да ни посветат они на нас. Ова е као еден предупредувачки протест за пациентите. Ние работиме за итните случаи, сме тука. Не работиме само за мој термин, значи за хронична терапија и за издавање на упати. Како што и претходно ви кажав, не се некои драстични барања, не се некои неспроведливи барања, тоа се барања сосема логични и применливи. Значи, барањата се, макар јас ги поделив во 2 групи, значи спрема Министерството и спрема фондот. Барањата што се спрема Министерството се малку подолгорочни. Мислам, тука треба да се спроведе, да се има промени во Законот за здравствена заштита, и тоа иде преку собрание, па треба седници, тоа е малку по-долгорочен процес. Додека барањата спрема фондот се многу побезболни, може да се направат урокот, да речеме, од 5 дена. Значи, доволно е само да се променат нивните интерни правилници. Во фондот. Во фондот. Сега, спрема Министерството имаме овие барања, значи, пациенти да бидат на амбуланта. Како ви е планот? Не веднаш, ама ќе се собереме да ги видиме резултатите. Можда ќе му текне на некој да не повика. Еве денеска нашата председателката е повикана за средба со новиот, и тој е новиот, под заменик министер. Добро. Па да видиме што ќе бидат резултатите од средбата. Што он ќе понуди, што он има ли некоја визија. Еве што беше изјавено утрово, а секако ќе потсетиме дека денес со почеток во 14 часот се оствари средбата помеѓу заменик министерот за здравство Владимир Рендевски и секако председателката на Сдружение на приватни лекари по семејна медицина Лилија Чолакова Дервишова. Сега на време е да го дојде времето за гледачите, така да на 02307 6677 го вклучуваме и првиот гледач за денес. Добар вечер. Добар ден. Обиди се ти, Тео. Намалете го тонот на ТВ приемникот со оглед на тоа што ние со Тео се слушаме, а тоа значи дека не е намален тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар вечер. Не го слушаме гледачот, но секако ќе слушнеме, еве Тео ќе ве потсети сите оние кои што можеби не се чувствуваат толку комодно да вртат на 023076677
нивниот став и мислење на денешната тема, ќе ви кажа како може да го искажете и на социјалните мрежи. Токму така, јас сум тука да посетам околу техничка дел за како вие можете да ни се вклучите во Црвена линија преку нашите социјални мрежи на Facebook, Instagram и Twitter, Црвена линија, во меседж, односно порака, односно во тема на денот, во коментар, може да си го изразите вашето мислење и нормално став за главната тема, но и тема плюс. Исто така, највеќе ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677 да ни го откриете вашето мислење околу темата, тема плюс, па и општо ќе ве преслушаме. Идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, би ве замолиле малку погласно, во Црвена линија сте, повелете. Во врска со тема соматични лекари. Така? По право соматични лекари што сега го изрази овој ден со штрајк, пошто 2 години се стварно претерано оптеретени. Јас живеам сопругата ми е доктор. Значи, тие имаат дневно преку 100 прегледи и преку 100 телефонски јавувања, разговори. Дали е нормално еден доктор да има денеска 100 прегледи, 100 пациенти да влезат во амбуланта, да разговара со него, а кај се тие хитните случаи? И плюс 3 телефони нон-стоп звонат. Значи, ќе дојде матичниот доктор дома, он не е способен за ништо. За ништо. Значи, тотално не е способен, не може ни да спијат, значи, тоа е претерано. Значи, мора да се најде ред во оваа држава, да се заштитат тие матични доктори, зашто ќе ги нема, уште месеци заминуваат, млади доктори не сакаат да работат матични доктори. Кај ќе се лечиме? Кај ќе се лечите вие младите понатаму? Верувате ли дека ќе се одржи она што е договорено? Дали сте оптимист? Сега тоа со договорено пак нема да се договорат. Фондот бега израз. Истече времето, но секако, ако немаме веднаш гледач, а го имаме, добро, ќе вклучиме, сепак вие имате предност. Добар ден. Добар вечер. Дали се слушаме и ве повторуваме. Намалете го тонот така на ТВ приемникот. Во програма сте Црвена линија. Повелете. Јас сакам да кажам нешто за мене, ако може, нешто за мене. Па, повеќе преферираме да се држиме за главната тема, па и тема плюс. Така, и темата плюс околу покачувањето на пензиите кои што се најавува. Сметате ли дека ќе се договорат матичните лекари со Фондот за здравство? Добро, штом се исклучи гледача, сега одиме со нешто што е исклучително актуелно. Како што напоменав, денес во 14 часот беше остварена средбата помеѓу Лилија Чолакова-Дервишова, председател на Сдружение на приватни лекари по семејна медицина и заменик министерот за здравство Владимир Рендевски. Еве ги изјавите. Се планира во рок од недела до 2 да се формираат тие работни групи и чекор по чекор да започнеме со конкретно решавање на работите. За оваква ургентна состојба и да ги сочуваме здравствените установи во малите места, заради тоа што е многу битно тоа за нашиот народ кој што живее во нивна околина. Сметам дека изрази на вистина позитивен настап, нели, заменик министерот, денеска ни е прва средба, ги свати сите проблеми, значи има позитивен став, се видовме и со потретпат еве и со министерот за здравство. Јас ги пренесов сите проблеми на целокупното приватно здравство, значи тука е режимот на пропишување, казнената политика, обстанокот на малите амбуланти, основен пакет за да можеме да направиме поквалитетно здравство и да пренесеме поголем дел од функциите на примарното здравство, секундарното да го растеретиме, терцијарното да се бави со наука, на вистина да го задржиме, нели, дигнитетот на докторот, да биде среќен и задоволен здравствениот работник, така да апелирав еве до представникот кој што е на заменик министер да се почне веднаш со работни групи, да има представници и инсистираме заедно со лекарската комора во сите работни групи да биде човек кој што ги разбира и кој што има позитивен став кон нашите барања.
А секако ова време ќе го искористиме и да ве подсетиме што вечерва ќе можете да проследите, особено кога зборуваме за оваа тема. Протест на матичните лекари, кој го урива столбот на јавното здравство. Вечерва во топ тема дебата со матичните лекари, доктор Светлана Смугреска, доктор Анкица Станоевска и доктор Драган Јоргиевски. Гледате вечерва топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така, тоа вечерва ќе гледате, а денеска кај нас што ќе гледате и што ќе слушнете е мислењето на нашиот Слен гледаш. Добро вечер. Добар ден и секој е добро, во црвена линија сте. Вака, јас сум Тетовска општина како крводарител. Така? До 2021 давав крв. Од 2021 до 2013 плаќав, а 60 пати сум дал нулта негатив. И кога почнав ќе станува тоа што е у болницата, мислим, управата, ојде века вака и вака, и сега е починат, иде за пензија и почина Љубе, се викаше, и ми вика мене, господин Живковиќ, донеси и вика сметките, ќе ти вратиме пари. Отидов му и носам сметките, ја пари не добиеш, само може да си запалиш чумбето. Значи, во здравството ништо не сум задоволен. Добив проширени земји. А сметате ли дека се оправдани еве барањата на матичните лекари? Кој е вашиот став околу денешната тема? Така, јас како прво од матичните лекари воопште не сум ни задоволен. Зошто? Па не сум задоволен ради што кој ќе побарам нешто, пример да го препишет рецептот од онај доктор што ми дава таја упат, и се враќам кај неа да го запишет рецептот за тие што се апшиња или било што примерно. И кој Припазете на времето. Така, затоа и го објавуваме тајмерот 90 секунди. Како и да е, продолжуваме понатаму. Дали имаме следен гледач? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, секој добро. Поздрав до вас двајцата. Голем поздрав и до вас. Од Македонска каменица. Јас ги оправдувам матичните лекари. Кај нас во Македонска каменица матичните лекари немаат доволно пациенти. Мало градче немаат доволно. Нема со што инекции да купат, луѓе. Инекција трајч нема со што да купи. Матичниот лекар. Нема со што да им плати на сестрата. И како да? Аме требаше одамна да се разбудат матичните лекари. Одмар. Не е тоа. 30 дена, 40 дена. Аме како ме вidi? Ако има 100 пациента, што ќе прави? Не може струја да плати, не може парно да плати. Како ќе издржи? Ќе не останат без лекари. Ќе ги затворат за ordinaciji, ајде чао. И така немаме лекари. Ова влада не видов да испрати еден лекар на специјалисти за интернист. Ќе ни треба да дадат интернисти, специјалисти, лекари. Они не испраќаат. Аме треба да испраќаат интернисти, они стажираат 4 години. За една година заново доктор, специјалист. А ние немаме. Во Источна Македонија имаме во Пешчево еден и во Делчево еден интернист. Други немаме специјалисти. Немаме луѓе. Ние сме готови источниот дел на Македонија. Без лекари останаме. И тоа е тоа. Пријатна ноќ. Пријатно и секој добро си како останете со црвена линија. Така и ние одма се уклучуваме со нашиот Слен гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно, во црвена линија сте? Да, добро, победете. Ало? Да, ве слушаме, само погласно. Ајде. Може да зборувам? Да. Доктор Фратан е на телефон. Јас бев денеска у штрајк и цело Куманово, од Куманово сме. Бевме целосно во штрајк за да се ги поправи нашите бодови, да се покачи бодот. Од денешна пресконференција на замек министерот и од представници таму да разоршаран сум, поради зашто формирале групи. А групите ми знаме да ги формира оддавна, пред некои 80 години Черчил. Кога го прашам за Черчил, зашто ги формираш групите, за да никогаш да не се раба проблема. Сега
не дава никаква изјава за министерот дека треба се покачи бодот кај сите матични лекари, некои што имат апаратура, не само кај они кои имат мала капитација. Мала капитација треба да се покачи сигурно динарна, ма и кај другите што имат по 2-3 тима и сите пациенти треба, пошто е во програмата на СДСМ, веќе 6-8 година никако да стигне во парламентот да се мени закони за заштита. Мислам дека овој штрак што го државме, ако не го почитуваат значи владата и Министерството за здравство, тешко после да ги тераме матични лекари да одат поново во штрајкот и 30 години што бараме и ние да се поправат. Така, времето истечено, ви благодарам што се јавивте и што го изразите вашето мислење, нормален став. Така и останете со црвена линија за да слушнете дискусија и она што го мислат гледачите. Вклучуваме следен гледач. Така. Добар ден. Добар ден. Добар вечер. Секој добро во црвена линија сте. Така. Ве слушаме? Да, вака, јас би зборувала за првата тема, за штрајкот на матичните лекари. Да. Така. Секако дека се оправдани нивните барања, затоа што се соочени со многу големи проблеми. Секој матичен лекар нема подеднаков број на пациенти, а не е така едноставно и лесно за да се дојде до одредена бројка. Оние средства што ги примаат од Фондот за здравство по капитација се комплетно за се. Тоа значи за плати, за комунални, за медицински потрошен материјал, за канцелариски потрошен материјал, за годишни плаќања, даноци, сметководители и што ти уште не од тие средства. Значи, матичните доктори, средствата што ги добиваат од Фондот за здравство не се само за нивните плати. Тоа им е навистина буквално за се и многумина не можат да обстојат токму од тие причини. Не е добро тоа што кога ќе си отиде еден лекар, се стартува, другиот што ќе дојде стартува од нула. Со оглед на тоа дека секој пациент е на лекар. Неопходно е пациентите да бидат препишани на здравствената установа. На тој начин ќе има континуитет. Благодарам што се вклучивте и еве пред да го вклучиме следниот гледач, напомена внимавајте си како на тајмерот 90 секунди е времето за излагање. Добар ден. Добар вечер. Ало, добар ден, добро вечер Тина и Тео. Поздрав. Добар ден и до вас. Прво да ве поздравам. Благодарам. Да, сега да ви кажам за темава, значи навистина треба да им се излезе во пресвет на матичните, значи се што барат се да им се исполни затоа што тие ни се многу битни. Значи тие беа први што ни помогна сега во време на короната, така да не треба така да се занемарува и не само тоа, него треба да се даде акцент сега како што тргна вака, да се даде акцент малку и на докторите, на другите доктори, да им се качи плата, се заветуваше, не им качија да си ги задржиме и докторите во болница што се. Значи, воопшто сакам на здравството да му се даде акцент, значи, ние обичните луѓе немаме пари да одиме приватно, значи, тие што можат у парламентот, тие си молчат, а ние вака ќе си зборуваме, може би некој ќе не слушне, па ќе се свести дека ни треба нас јавното здравје. Сега, друго за пензиите. Значи да се зголеми пензијата, тие што живеат со минимална пензија, значи не е фер. Значи со малку пензија, кој може да живее со не знам колку е са минималната, 10 лие, 8 лие, како ќе живее 20 луѓе со една пензија или не е остварливо. Значи вие знаете колку се големи трошковите. Значи секако треба малку да се зголеми минималната пензија, а тие што се ба многу големи на диспа не треба ништо. Тие што имаат не знам колку имаше 6 души или колку беа по 1000 евра, не знам колку беше највисоката е така, околу 1000 евра вкупно. Така, неколку души беше 60.000 денари. На нив не треба ништо да им дадат, значи работеле, заслужиле пензија, сега не работат, сега не мора па да бидат и они наградени. Така, значи она што се залагате е да се зголемат токму најмалите пензии, најмногу акција да се стави на нивното зголемување. А ние преминуваме на следен гледач. Добар ден. Да? Добар ден. Видете, знаете што почне да ми смета? Алчноста кај луѓето. Нереалноста, да ви кажам право. Малите пензии, големите ништо. И јас сега ќе свртам па другачија топката.
тие со малите пензии во минатиот систем посваруваа многу поголеми социјални права. Добиваа станови, добиваа разни додатоци од државата, кои што живеевни, кои што работене, само врз осова затоа што имаа мали плати и беа социјално загрозени. Тоа некој ќе го гледа сега кој ќе одреди пензијата? Не. Дополнителни приходи што остварува, да речеме, од рентање земјишта, живеел во Скопје, а потекне од недека од внатрешност, земјата не ја работел, ја издавал, ги пријавил тие приходи во државата? Не. И сега сакате тој што цело време плаќал доприноси и живеел само од плата, да го изедначите што некој што цело време криел од државата. Па мислам дека стварно, знаете, не е фер. Ја разбирам дека е тешко сега во овој момент. Но луѓето веќе толку стана алчни и себични, дај ми мене, а на тој другиот нека цркне, земи му све. Што имал висока плата имал. Па кој ти бранил тебе во минатиот систем да си плаќаш у пензиското поголема основица? Еве нека каже еден кој на кого му беше забрането во минатиот систем да си плаќаат поголема основица за пензиско осигурување за да имаат поголеми пензии. Па сите таксисти си плаќаат приватно, сите занечи си плаќаат приватно, па си имаат приватни пензии. И сега знаете што да се случи? Во минатиот систем, ајде да ги отвориме и картоните за болување, кој како зимал, во која сезона се зимало болувањето највеќе. Тоа ќе го заборавиме 100%. Затоа Благодарам за вклучувањето, го цениме вашето мислење и одиме со следен гледач. Здраво. Добар вечер. Здраво и секој е добро. Ја не се слагам со претходниот. Да, ве слушнаме, зошто? Па, што му е него гајле за минатиот систем? Сега гледаме во овој систем како да преживееме. Што сега, ако гледаме, кога може мобилни за делото собрание за пратеници на нас сметка, сега ќе гледаме у минатиот систем кој како функционирал. Тој бил друг систем, така се живеело, така се терало. Сега е нов систем, ќе се живее како сега што треба се живее. Не може некој мегаломани да бидат тука да јадат, да пијат за 10-торица, а некој да нема да леп да јаде, лекој не може да си набави. Значи, чекај овде само за пензија, за докторите каде е тоа? Го трнат или тука е? Тука е, како не, тоа е главна тема исто. Штрајкот на кој што е веќе прекинат. За матичниве лекари би ги поддржал до даска, значи имаат право да барат тоа што треба да добијат. Едини они моментално здравството функционираат како треба, све друго е алаш вериш работа. Значи ова терцијарното здравство воопшто не ми се допаѓа, тој мој термин што го викаат, не треба да постои, тоа треба да се укине, затоа што луѓе умираат пред да отидат на мој термин. Значи го фаќа болест и губива. Тие не работат како треба, али највиновен за све е власта. Власта расипува. Они се најглавни кривци у сето ова што се деса. Системот не функционира како треба. Поздрав пријатно. Поздрав. Поздрав и секој добро. Тина, на кратко само да кажам, како што кажате за нашиот претходен гледач, така и за вас ние вашето па и неговото мислење го цениме и секогаш е добродојдено. И очекуваме и сакаме да го слушнеме, затоа јавувајте се на телефонски број 02 307 6677. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден, во црвена линија сте. Добар вечер. Добар ден. Повелете. Штрајкот е прекинат на матичните. Ако матичните доктори се договорија дека да го укинат тој мој термин, бидејќи тие матичните не ги бранам, него те пуштаат, например, да одиш на специјалиста, а тој денески не ти појќе да го отвори компјутерот, 5 души да прими. И се што правиме? Јас викам по матичниот доктор, нема термин. А имам седено пред амбуланта кај тие специјалисти, со 6 души си седат и си пијат кафе. Не вече, порно да чекаме кај ним, да ќе почнат да работат. Тоа е во однос со тоа времето оди за пензиите. Моето мислење за пензиите е вакво. Ако јас, например, имам 50.000 плата, по предпоставка, мене ми задржува 10.000 денари за пензиско. Ако вие или некој X човек имаше 10.000, него го задржува 1.000 денари. Како може сега да видиме ние равни во пензијата? Мора да има разлика и сега и секогаш. Ајде направиме вака, сите да работиме по тоа што сме стручни, да си земаме 50.000 плата и оној што зема 10.000, ама сите доставаме по 1.000 денари во фондот и да бидиме равни во пензијата. Така се слага. Значи кој што научил, платата ќе се заработи, ама во пензијскиот фонд да оставаме исто и да имаме иста пензија. Нема друг начин.
Ако јас сум остал 100.000 денари, а вие сте оставили 10.000 денари, сега да видиме равни. Го цениме вашето мислење, благодарам што се вклучивте во Црвена линија, ма сега е многу важно да видиме и што се коментираше на Facebook страницата Црвена линија. Да, за жал се уште не сте толку активни како што сакни преку телефонските линии. Ама одлично, многу сте активни на Црвена линија, телефонската линија е жарена. Така, пак ја подсетам, ви очекуваме и на нашите социјални мрежи, на Facebook, Instagram и Twitter, Црвена линија, во коментар, меседж, односно порака, како што си знаете, да изразите ваше мислење околу главната тема. Нормално и тема плюс. А сега, доека имаме наш следен гледач, да го видиме неговото мислење. Добар вечер. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Вака. Може би не сакам да бидам критичен, но сум реален. Зашто секојаш да бидат по-привилегирани тие со минимална плата или со, не знам како да се изгледа, а ние што сме малку со просечна или надпросечна плата, да бидеме подценети од другите. За време на пандемијата, што е и во тек е, додека беше кризата 2019, екот на дека пандемијата, имаше семејства што си добија ваучери по 9.000 денари, а јас и што те, дека со мојата сопруга работиме, не добивме ништо. Аз си плаќаме редовни сметки, редовни кредит, сите даноци што требат, а ние тие секојаш се по-привилегирани од нас. Не знам докога така ќе се одвива тоа или владата веќе ќе помогне тие. Тоа што на нас не ни помага ништо. Што сме ние? Имате ли може би став околу и главната тема? Прекинате во моментот штрајкот на матичните лекари, но сметате ли дека ќе се испочитува договореното? Сум против. Зошто да протестирам? Се лечам во приватна поликлиника, тука до мене. Секојаш кога си одам, си наплаќам инекции, лекарства, прегледот си го наплаќам, крвната слика си ја наплаќам што е мислам и са приметив дека одам, по-добро одам во државна амбуланта. Така, за жал времето ви истече, ве молиме припазете следен пат за тоа да не се случи и да мисли дека ние намерно ве кратиме. Не ве кратиме намерно, а сега идеме со нашиот следен гледач. Добар вечер. Ајде ти на ти. Добар ден, Црвена линија. Ништо го немаме успешна можеби конекција, но секако во продолжение и веќе подсетиме и на изјавите, бидејќи се оствари средба помеѓу владата и Сдруженијата на пензионери. Беше одржана средбата околу 13 часот и 30 минути, па еве што се беше договорено и што изјавија се разбира од таму. Во фондот за пензискиот инвалидско осигурување состојбата е стабилна. Има зголемени приходи од претходната година, тенденциите и трендот е на зголемени приходи и тоа осигурува дека ние може да одговориме позитивно на зголемување на пензиите. Ние само во јануари имаме усогласување на пензиите до 3%. На просечна пензија тоа е отприлика 478 денари во апсолутен износ зголемување. Дискусијата за растот на пензии ќе продолжи во периодот кој што следува со цел да дојдеме до најдоброто решение кој ќе донесе раст на пензиите на долг рок. Излегувам од оваа средба задоволен и длабоко убеден дека пензионерите ќе добијат највисоко историско зголемување на пензиите во периодот кој следи. Следната средба се договориме да биде некаде на почетокот на март месец и мислам дека тогаш ќе имаме конечно решение, затоа што е договорено да владата направи симулација врз основа на нашите предлози. Треба да се изнајде законско решение кое што ќе обезбеди сигурност на корисниците на пензија, а истовремено ќе значи и одржливо решение. Мислам дека тоа е основна компонента која што денеска беше присутна на овие преговори кои беа исклучително конструктивни. Веднаш ќе отстапиме место за следниот гледач. Добар ден. Добар вечер. Добар ден, Мејашка Тека.
Вие сте, да, вклучени сте? Ајде, чекам. Во црвена линија сте, да, повелете. не слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. За пензиите нешто. Ајде, да ве слушнеме. Малите пензии треба да се зголемат и тоа е со 30-40%. Добро, зошто мисле така? Другите буџетарите што беа за време на работа зема од буџетот од грбот од народот и сега пак од грбот од народот. На нив треба нула. Нула. Толку. Добро, што му одлучивте тоа да биде се, сега го останете со црвена линија. Одрижане во Тео дека имаме и следен гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонијо. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Па така да се слушни мајка Македонија, светиме Македонија, никогаш северна, само Македонија, така? А за матичните лекари, еве, дали сметате дека договореното ќе се испочитува? Или па за пензиите? Лекари, што чувствувам со тие нивни искушенија, знам дека е тешко кога имате лоша власт на власт. Како се полни фондот за здравство за да има пари за матични лекари и за подобро здравство? Преку вработувања, нови фабрики и за тие ново вработени да се плаќа здравствено осигурување. Кога СДС на власт, само затвара фабрики, нема нови вработувања, нема полнење на фондот за здравство. Фабриките што ги отвори ВМРО, околу 100, тие ја крепат Македонија. За пензионерите да кажам нешто. Значи, само ВМРО им зголемува пензии, а СДС ги кради. Порано 5 години по 8%. Доколку продолжите, нели со како црвената линија веднаш ќе биде вклучена. Значи, држете се сегогаш до темите, да. На пристојност, без нели негативни коментари од таков вид епитети. 40.000 пензија не се представители на пензионерите. Тие, значи, тој стариот со темни наочари е пратеник од партија на пензионерите. Со прст не мрдна за пензионерите, а е воено лице, а зема плата и пензија и плата зема дебела. Тој иначе е непријател на пензионерите. Го цениме вашето мислење, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така, одмидеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Значи, јас ги поддржувам матичните лекари и во рете и треба да им се лекари и треба Само намалете го тонот на ТВ премникот. Готово. И треба да им се искочи во сусрет затоа што е во ред. Мислам стварно да не должам понатака, треба да се помогне. И јас ќе кажам нешто за пензиите. Значи, ја мислам дека пензиите најубаво е да се покачат на сите еднакво, линеарно. Ја мислам дека тука ќе биде најкоректно и ќе нема овој толку, оној толку, затоа што поскапувањето е за сите исто. Така да не. Меѓутоа, овие што имале поголеми пензии, тие пак ќе кажам, јас сум работела и у една и у друга држава, како да кажам, така да они, тие се сепак буџетари. Буџетарите секој пат взимаат од работникот, да бидеме искрени, така да они не треба сега толку да се жалат, затоа што цел живот некако, како да кажам, си го поминаа работниот век, како што се го поминаа, што другите што работеа по фабрики, по фирми, што да кажам, што придонесувале на секаков начин, а они биле буџетари и секој пат им било платено од трудот на другиот. И по мое, нив државата им плаќала повеќе придонеси и сега они сакаат пак од државата и пак од другите. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, секако го цениме вашето мислење и дали имаме активности на социјалните мрежи, бидејќи еве помладата генерација ги охрабруваме што повеќе да коментираат и да се активни на нашата Facebook страна особено. Така, имаме еден коментар што не е никако поврзано, сепак не го цениме и ќе опрештиме на кратко ако може. Имаме коментар од Драшко. Зошто водителот нон-стоп форсира добро вечер, а часот е 17 часот. И водителката кажа добар ден и гледачите, а тој упорно добро вечер. Па Драшко, зашто не некој добро вечер? Тоа ги даваме сигурно јас и те од двете опции, бидејќи има гледачи исто што предпочитаат да велат добро вечер. А еве јас ќе продолжам со моето добар ден
И да видиме дали имаме следен гледач на црвена линија. Имаме здраво живо, јас ќе ви кажам. Здраво живо. Здраво, здраво. Добри сте? Добри сме. Мило ми е. Вака ќе кажам за докторите, многу ми е мило што најдоа некоја солуција. Ги поддржуваме. И би сакала да коментирам малку за пензиите. Добро. Значи, не знам зашто толку се удараат во гради овие од владата. Ќе ни зголемеле пензии, до сега не видено чудо. Значи, 5 години, колку изгубивме ние пензионерите? Груевски додека беше секоја година ни качуваше по 720 денари. Секоја година во септември, во октомври ги земавме. Овие еднашка ни качија 720 денари и сега се фалат, ке ни покачале невидено нешто. Се расправаат. А господјата председателка на пензионерите, како манекенка ми стои тамо, не да земе да се буни и да не брани нас пензионерите, него ми стои на страна. Не, 5 години ни зема. Значи, само еднаш ни дадео 720 денари. Нека ме демантира некој ако не сум во право. Значи, колку години ни земаа по 720 денари, нека израчунаат и сега ќе било невидено покачувањето. Ајде да не речам некој погрешен збор. Срам да им е. Не лажат и не им верувам. Ништо на оваа влада не и верувам бе, ништо. Дојдоа така, недемократски. За жал, времето истече. Се исклучи тајмерот, но знаете, правилото е 90 секунди. Така. И виднаш се префрламе на Facebook Црвена линија и таму се коментира. Се префрламе на пораки на Facebook, на Црвена линија. Имаме коментар од Слободанка. Ги слушав гледачите кои сигурно имаат големи пензии, колку се себични. Мислат само на себе, а не се прашуваат како некој живее со минимална пензија. Значи, кога работевме, сите си земавме позаслужено, ама сега не работиме и зошто толкова разлика во пензиите. Нема емпатија кај луѓето за жал. Јас да си уживам, а сиромашен нека умре. Жално на вистина. Поздрав до двајцата. Поздрав до Слободанка, а вклучуваме и следен гледач во Црвена линија. Ало. Добар ден, секој е добро? Добро вечер, ја го поддржувам водителот. За добро вечер, да. Благодарам, добро вечер. Имаме две варијанти, па... Да, 17 часот, а Тина да ми извини. За кого, како, па сега? Кој е вашиот став на темите? За пензионерите, ќе кажам, за втората тема. Вака, пред некој гледач што се вклучи пред тоа, едно, 2-3 гледачи пред тоа, кажуваше за големите пензии. Значи, тој уживал сите бенефиции за време на социјализмот. Нека не кажува приказки дека со ниските примања имале станови, имале ова, имале и други бенефиции. Сите има, директорите има најголемо влијание и најголеми бенефиции. И затоа имаат големи пензии и сега сака уште да му се зголеми нему пензијата, а малите пензии да бидат на нула. Ја ги поддржувам малите зголемување на малите пензии, биејќи тогаш фирмите плаќале најминимално во пензискиот фонд. Најминимално плаќале и затоа пензиите се толку колку што се, 10, 11, 12, 13 илјади, ниските пензии до 15 илјади. А тој има 1000 евра, малку му е уште, 60 илјади. Види богати. И сите бенефиции ги... 90 секунди истекоа, но секако го цениме вашето мислење и благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. А слушате ли? Ве слушаме, да. Така. Значи, разликата е во тоа. А задолжување до гуш. Значи, презадолжување за грагани, за сиромаштија, за се. А тоа презадолжување граганите ќе го плаќат. Мините плюци ќе го плаќат. Каде ги потрошија парите? 6 милиарди. Колку милиарди? Ни проекти, ни животни стандард, ни работи, ни инвестиции, още се бркат од работа. 9000 луѓе останаа тето без работа пред короната. Ни на небо, ни на земја. И по завода се ја ували, избркали ги од завода. Колку луѓе? Те и са исто, ке беше
фабриката ќе беше исто напуштена Славија. Ако не се умеша опозицијата, 1400 луѓе ќе останаа без работа. Ово не мисли за народа. Ово само за личен интерес, дивни, наградуваат се, ги трошат и залажуваат го народот. Сега ќе ни качува. Како ќе ни покачуват пензии и плати и што? До сега. Кој пречеше 5-6 години? Никој не и пречеше. А може да менат се устави, устав во Трпинско да тражат да ги донесуват дури од затвор и од болница, а некој пречил. Значи не се заинтересирани. Сега го поддржуваме синдиката на 15 обединување сите граѓани незадоволни. Да се излезе генерално и да се штрекува против. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Има ли некое раздвижување и на Facebook страницата, Тео? Се уште не, но ве чекуваме на социјалните мрежи. Но секако дека се гласа, објавени се и анкетите, а ние се одиме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. За докторите што бара треба да му се даде све што треба. Добро. Се во право, а за пензиите кој е испод 20.000 пензија, не треба да му се покачува пензијата, да му се даде на оние што има над 60.000. На другите не. Оти тие краделе цело време и сега па нека крадат, па да нека живеат тие, ние ако умираме, нека умираме. Дали ме сватите? Да, имате си уште време, имате уште 57 секунди. Значи, за младите пензии испод 20 што се не треба да се покачува. Тие нагоре треба да му се покачи пензијата, пошто тие цел живот крадат. И малци му е, па нека земат све што сака. Ко заев што земат све, нека земат и. Се исклучи гледачот, како и да е во продолжение, мора да признаеме голем интерес. Денешните теми се исклучително актуелни и вклучуваме Следен гледач. следен гледач. Добар вечер. Еве јас моето добар ден. Ало? Ало. Црвена линија. Ама уште заврши. Вие сте вклучени сте во програмата. Ало? Ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Не сум јас, друга е приклучена. Вие сте. Ве слушаме. Ве слушаме, да. Вие сте. Јас шум сум. Се слушаме? Да, почнете, си врви времето. Најголема грешка е кога одевме на работа, наместо плата бончина ни даваја, а директорите можеа и плата да земват. И доста работници имат неплатен стаж доволно ради тие бончина. Најпослем ги обезвреднија фабриките и ги зедоа без пари. Сега пензите наместо да се подкренат линеарно на господата што земват по 35, по 1800, на другите по 700 денари, по 70 денари. Не му е странно овие работи што ги прават? За кого работевме ние? Милицијата може, само милицијата и судот земват големи пензии над 55. Другите сите и директорите. Работниците, јас ево има брат, инженер беше во ЕМО, 11.000 отиде пензија. Како не му е страм на луѓето. Се играа со нас. Благодарам и вам што го споделивте вашето мислење и став во Црвена линија. Така, сега да се префрлиме кон социјалните мрежи, имаме една порака од Томислав, која гласи: матичните лекари се во права. Капитација 95 денари. Пензионери линеарно. Права група најниски 1700 денари, втора група 1300, трета над 18.000 до 40.000 денари. Над 40.000 денари доволно се овие 1300 до 1700 денари. Не заборавајте дека ние плаќаме на нето плата 33%, што е 20% повеќе од сегашните на бруто плата. Тоа беше една статистика од Томислав. Поздрав и до Томислав, бидејќи коментарите се валидираат исто како став и мислење, како и оние гледачи кои што ги вклучуваме во Црвена линија. Имаме гледач, веќе си дозволам добро вечер да кажам.
Добар ден. Добар ден. Се уште. Така, јас велам добар ден. Некој зборче ќе ти кажам за пензионерите што се работи. Да ве слушнеме. Може слободно. Јас не би дал на тие се од 25 нагоре. Сите се во здруженијата тие взимат паушално плюс уште 300 евра взимат. Али овие што би кажале со 10.000, ве молам. Тие со 10.000 што бреа. Секој 50 здруженија пута 20 души има внатре, нек ми каже еден се јави дека е испод 20.000. И одат, шетање, бенефиции, сите. Чланарината тие ја трошат. И сега уште да ги наградиме. Оние со 10.000 да ви прашаме тие дали може да се сватат крај со крај. Добре. Тоа е работа. Колку здружени има, сите имат паушално од 10.000 нагоре до 30.000 имат. Сите здруженија, тие председатели, заменици, рекол ми рече. А овие за 10.000 заборавени луѓе. И сега ќе си играт мајката со пензионерите. Така и треба. Секој треба да излезе на штрайк со овие да ги подржаваме со синдикатите, иначе не може да... И не може линеарно се покачи. Прво неќа овие од ВМРО што искаше линеарно, не може овој има 40.000 пензија, овој 10.000 или 20%. Тој ќе иде со 10.000, овој ќе иде со 2.000. Не доаѓа у обзир тоа. Од мене толку фала и пријатно. Благодарам. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А сега ќе земеме малку здив, ќе одморите заедно со нас со реклами. А ова се и резултатите од анкетата зголемување на пензиите. Дали треба најниските пензии најмногу да се зголемат? 88% велат да, 12% велат не. Така, тоа беше од нас за денеска. Се гледаме во понеделник. Чао, чао. Довидување.